Почитуване, добродојавте во нова епизода. Ова е веќе специјално издание по повод парадата, денот на победата над фашизмот и нацизмот од 45-та година до 2025, 80 годишнина. И овој јубилеј ќе го по врска со овој јубилеј кој што се одржува во Москва на денешен ден, ќе проговориме со мојот драг пријател Саша Поповиќ на тема парада, што е парадата, како историски феномен парадата, традициите на парадата и на едната и на другата страна, не само од страната на истокот, односно конкретно Советскиот сојуз и другите земји од Источна Европа, туку и парадата во западниот свет, во Соединетите американски држави, Англија, Франција и другите земји. Тука ќе стане збори за кои се причините за парадата, самата смисла на парадата, исто така ќе стане збор за парадата како феномен во 41-45, па парадите во студената војна, па парадите во постсоветското време, оружјето и војната техника како елемент на парадата и војната технологија, националните специфики на војните индустрии поврзани во склоп на парадата. Значи, главна тема ќе ни биде и анатомија ќе направиме на самата парада. Добро дојде, Саша. Да, благодарам. Значи, парадата е феномен кој што го прати човештвото од самите негови почетоци, од зората на човештвото, едноставно паралелно со војната. Војната и парадата, војната и триумфот, колективната радост од триумфот, секогаш била дел на човештвото, на поединетите држави, на нивните војски и може тие корени да се пратат до Вавилонија, до Египет, фараоните, например, правеле разни дефилеа, разни поворки, но она што нам ни е најинтересно, тоа се оние римски триумфи, каде што секој победник, секој генерал, секој, например, војсководец, после победата над Картагина, тоа е најпознатата, и правил еден триумф во Рим, заедно со заробениците, заедно со опремата. Например, било интересно кога оделе во оние походи екзотични на истокот, па носеле слонови оттаму, носеле разни лавови, разни екзотични животни и со заробените водачи, кралеви, што било еден символ на власта над победениот и на онаа разлика која ние денес толку лесно ја забораваме меѓу победениот и поразениот, како ти спомна, парада на победата. Значи, парадата или триумф, од каде што и доаѓа и парадата е чедо на римскиот триумф, не е ништо друго до прославување манифестација на победата. Нема парада на поразените, нема парада, нели ние разговаравме сега непосредно пред емисијата дали Германија денес има паради. Има, јасно, ама не на 9 мај или 8 мај. Туку има некои други денови, например, конкретно го одбележува денот на германското обединување, кој е нивна нахлана победа, тоа мора да се признае. И во таа смисла не може да се замисли една земја која, например, за жал во случајот на Македонија, која трпи пораз по пораз од оној епохален 2001 до разни дипломатскиот тип на промена на име и се оди кон статусот на Луксембург, нели некојаш во фудбалот 5-0, 10-0. И овде имаме за жал, една голема жал на таква ситуација и затоа, например, кога се прашуваме зошто нема представник на пример од Македонија како една од земјите кои се наследнички на тој победнички табор на ова парада, можеме само да заклучиме нема, затоа што после толку порази, по една кумулација на порази, тешко може да се зборува за некој остаток од победата, освен само да се прашуваме дали и натаму сме победници во тоа море на поразот, во таа плима на порази. Но да се вратиме на темава, значи римскиот триумф облагороден од онаа византиска синтеза на древната философија, мудрост, на пораката на благата вест на Христос, дава една длабока духовна димензија, каде што во тие триумфи во Цариград веќе на форумот, денес е претрупан со разни други згради, потполно заборавен во овој окупиран Константинопол, одат заедно религиски церемонии, религиски процеси со икони, со крстови и паралелно со тоа продолжуваат оние елементи на римскиот триумф. Најпознат случај е пошто и ние го славиме големиот празник Крстовден, например, кога персијанците
го земаат Светиот крст, на кој што бил распнат Спасителот од Ерусалим, и го носат во нивното светилиште на зороастријанците, кој што се наоѓало во денешен Азербејџан, инаку, затоа што тие таму имале зороастријанска традиција пред доаѓањето на исламот, и тогаш Иракли, вториот Херакле, кој што го нарекуваат еден величествен император во стилот на Цезар, на Октавијан, еден блицкриг прави во срцето на Персија, како Александар некогаш неколку века пред него, го зема крстот, го враќа во Ерусалим, но таму, сакајќи еден триумф да направи, триумфално, да го внесе во главната христијанска црква во Ерусалим, но светиот патриарх Ерусалимски му вика: не можеш ти со сила, како што го донесе, со исто таква сила, со една помпа да го внесеш, туку скромно, понизно, бос, едноставно облечен, и тој така го внесува, ставајќи до знаење дека паралелно со силата, оди мудроста, оди скромност, оди едноставноста, одат сите тие доблести кои што ги красат сите оние свети војни. Ние пред некој ден имавме Свети Ѓорѓиен свет воин, многу значаен токму за нашата тема, зашто пред 9 мај во царството Серуско парадите биле на 6 мај, токму во честа на Свети Ѓорги, патронот на руското воинство, и на козаците, и на сите оние херои кои што маршираа и во Париз, како што вели Хентингтон, беа во Виена 1848, беа во Виена 45, беа во Берлин во време на Елисавета и на Петар III, беа во Берлин во време на Сталин, па и во Париз. Ето е интересно, кога Черчил му честита на Сталин, вика: го се седовте Берлина, а Сталин му одговара: не, тоа ништо, вика, цар Александар беше во Париз. Значи, парадата е една прослава, една колективна прослава на победата. Диркем, еден од основачите на социологијата, развива цела една теорија, и тоа како погодна за наша тема на колективната еуфорија, каде што целиот народ се претвора во една позитивна маса која слави, во една позитивна креативна маса, која тој колективен напор сега го претвара во колективна радост. Познатата сталинска реч по повод денот на победата, кога ја крева чашата и вика за нашиот народ, кој што кога виде како непријателот дојде пред зидините на Москва, можеше да рече: лоши се овие раководители, не ги сакаме, дајте ни нови раководители, овие раководители докаде не доведоа. Но нашиот народ молчеше и го чекаше својот момент и го дочека во триумфот во Берлин. За рускиот народ ја дигаме оваа чаша. Значи, тоа е таа колективна еуфорија која што конечно ја заслужи тој народ, или како што ќе рече Јосип Брос Тито 50-тите години, кога веќе ќе заврши обновата на земјата. Доволно нашиот народ се мачеше во војната и во обновата. Време е малку сега да се опуштиме. И тогаш ќе почне, значи, она југословенско златно доба, тоа опуштање кое што ќе даде една култура, една специфичен израз во сите домени на развој на едно општество. Значи, без овој триумф не е можно тој колективен организам да се пројави на сите други можни начини. Парадата на победата, 45-та, каде Жуков му реферира на Сталин, дека е исполнета задачата од 41-та и ги фрлаат знамињата на поразениот пред мавзолеот на Ленин. Ритуален чин на понижување, исто превземен од римските и византиските времења, со кој што треба да се покаже како изгледа победата, на што ние го заборавивме. Значи, секоја војна, и таа 2001, мора да заврши со ритуално понижување на победникот, на тој начин што победничкиот војсководец ги фрла знамињата под нозете на победничката армија додека маршира. Сега, од таа 45-та, од таа еуфорија колективна, се изроди цела онаа советска култура, децении по кои што ние го препознаваме русот. Најобичен русин ние да видевме било каде, на некој одмор, не знам, на спортски надпревар, ете, кошарка, фудбал, хокеј, не е важно. На што ќе се сетевне? Па на Жуков ќе се сетевне, на парадата на победата, да каќушите ќе се сетевне. Значи, триумфот, тој формализиран триумф,
секогаш е алфа и омега на сите наредни успеси, на обновата на земјата, на Гагарин и Терешкова, на сите други успеси што ќе следат. И јасно, таа парада има своја генеалогија не само во овие римско-византиски нејзини корени, има во пруската традиција, кај Фридрих Велики, има кај Луј 14, може да речеме, тие ги секуларизираат до некаде, во Версај, пред палатите, пруските палати, например, кралските палати во Саксонија, во Прусија, оние величествени палати од барокот. За постепено, русите го превземат Петар Велики, инаку ги масовизира, ги превземат токму од пруското влијание, што помалку мене секојаш ме било помалку абсурдно, и тоа е еден од абсурдите на историјата. Секогаш се сеќавам кога Жуков, например, му објаснува на Сталин, му објаснува која е ситуацијата на фронтот и употребува зборови од термини од великиот фон Клаузевиц од пруската школа, значи што и Жуков е еден од наследниците, па вика од тој плацдарм ќе го тепаме непријателот. А самиот Жуков, инаку пред војната и тоа, како соработува преку оној пакт Рибентроп-Молотов со неговите германски колеги, што е уште една лекција дека нема вечни пријатели и непријатели, што би рекол и самиот Черчил. Но, мора од сите да се учи за триумфот да е наш, а не нивни. И што можеме тука уште да кажеме, да една синтеза да направиме во оваа теорија на триумфот. Значи, Петар Велики, реков не слично како и Жуков го презема од Прусија, го развива од царско време, денот на светиот воин Ѓурѓовден е денот на руските триумфи, најпознат е триумфот на маршовите полиња во Париз, кога под раководство на атаманот Платов козаците маршираат, како што и први ќе влезат во Париз, и тогаш маршалите на великиот Наполеон ќе го информираат: козаците се величество во Париз, козаците маршираат како што и сега маршираат из Црвениот трг, да, козаците маршираат, или како што една песна од Втора светска војна вика: козаците во Берлин, не е прв пат нашите коњи да ги поиме од туѓа река. Значи, дали е тоа Сена, дали е се тоа германските реки, дали е Лоар, дали е Елба, едноставно се работи за една свест, за историско назначение и за една свест, за една потреба тој триумф, што веќе спомнавме, конкретно да се изрази со зборовите на Диркем во една колективна еуфорија, во една колективна радост. Мојам тука да го додадам Константин Чарл Москос, грчко-амерички војн социолог, еден од најголемите авторитети за војната социологија на нашето време, за жал интердисциплинарна теорија наука која што апсолутно не екзистира во нашите услови, што е уште еден жалосен доказ за инвалидноста на нашето сознание. Значи, според него се работи за многу специфични елементи на воената култура. Воената култура, како дел она од сеопшта национална култура, има своји посебни одлики. А тие одлики имаат во себе цела низа на символи, цела низа на меѓусебни елементи на комуникација, кои што поединецот можеби не може толку јасно да ги свати, но народот како колектив ги доживува токму според дефиницијата на Диркем како една радост, како една сеопшта позитивна енергија, која, бар јас не можам да се сетам некогаш да имала некој негативно дејание. Напротив, поразите секогаш влијаат во едно повлекување на оптимизмот, во една сеопшта депресија. Значи, еве само да земеме
Јас малку би се оддалечил од темата со еден интересен пример. Нас не бомбардираат со оние статистики, инаку постои она мала лага, голема лага статистика, како најголема лага. Па викаат најстречна земја Норвешка, Осло вика, најстречен град. И за Финска исто така знам. Исто. Баш за Финска, сакав каде има најмногу самоубиства. Зошто? Норвешка, Финска, после Финска никогаш не постоела како држава. Тука имало две големи сили, и денес се некои остатоци, еве ние барем знаеме према оние нивни think tankovi, према оние нивни нели центри за проучување, тоа се Шведска и Данска. Но како и двете, одамна не се големи сили, депресијата надвладела, да, тие го имаат стандардот, ама самоубиствата сведочат дека Шведска, земјата на гордите викинзи, земјата која имаше колонии, пази, и Шведска и Данска имале, ние забораваме, Шведска имала кај Њујорк колонии, Делавер. Данска имала кај Гана. Сега, самиот факт што американциве на ниво на виц веќе го ставаат тоа Гренланд кога сакаме можеме да го земеме, значи до кое ниво е Данска доведена, не може колективот, не поединецот, поединец може да е среќен. Ако ништо друго наркотиците ќе направат, било оние вистинските, било оние виртуелните, зависноста од YouTube и сите други тјубови, ќе направат поединецот вештачки да е среќен, ама народот тоа ќе го почувствува во непостоењето на колективна радост и во немоќта да се изрази таа радост на оној начин како историски се изразувала. Не од Ленин, Сталин, Брежнев, Путин, не знам кој, туку како се изразувала од Цезар, од Август, од Иракли, значи од Рамзес. Значи ако имаме илјадници години на едно изразување потврдено веќе, значи имаме илјадници години каде што се потврдува тој начин на живот е здрав, тој начин на живот е болен. Истото е со парадата. Парадата е доказ за здравјето на нацијата. Триумфот. Да се вратиме на корените. Не парада. Триумф. Зошто победникот би требало да е лишен од правото на триумф? Па секој римјанин овде би морал грохотно да се насмее. Па нормално кад секој победник, Цезар, војсководец има право на триумф. Ама оно што е лишено триумфот, а тој е поразениот, тој е слугата, робот, оној кој што нема право според Аристотел на политичко одлучување и на улога во јавниот живот. Тие највеќе се противат на парадата. А тие се противат, јасно. И гледаме такви случаи кај нас у Македонија. Гласноговорниците на поразот, гласноговорниците на робството, гласноговорниците на синџирите, а не на слободата, на достоинството и на триумфот. А што можеме да кажеме, Саша, за причините за парадата? Има ли некои фактори кои што може да принесат, за кои се главните причини за парадата општо во светот, конкретно оваа парада што случува во Москва, а и општо за парадата? Да, ние го спомнавме во генеалогијата, го спомнавме триумфот како тој темел на парадата. Овде вреди сега да се спомне, например, Борис Јановиќ, еден друг воен социолог, американски, полско-американски, кој што зборува за тој сооднос на цивилното и военото, каде што военото мора себе си постојано да се релегитимизира и да најде некој начин како ќе присуствува во цивилното. Овде мора да сватиме дека станува збор, знаеш, како она во византискиот торел со две глави, дека и овде станува збор за една симфонија. За жал, кај нас, после оној страшен пораз на истокот, на источна Европа во раните 90-ти, нам постојано ни зборуваат како војската мора да е под цивилна контрола, како војните структури мора да се под контрола на граѓанското општество, дури не на цивилната власт, туку граѓанското општество тука не го спомнуваат. Од граѓанското одиме кон отворено општество, одиме кон например инклузивност. Ја би рекол отворено, ама селектирано, отворено за одредени слоеви на луѓе. Да, токму тоа сакав да го кажам. Каде што вика, например, ајде сега во војската ќе имаме, не знам, толку категории од тоа. На крај ќе добиеме како за време на Обама и Бајден во САД, не знам, трансджендери, не знам кои се не групи да имаат право да бидат дел од војската, а самата војска со тоа ја деонтологизираме.
Зашто? Ако војската ја поистоветуваме со сите тие војсководци, Цезар, еве наједноставно што го спомнав од нашите детства, например, Русин. И сега, што ни е нам првата асоциација? Козак, маршал, некој Жуковка Чуша спомнавне. Така, да. А сега, ако одеднаш добиеме разни ликови... Рокосовски, да не го забораваме. Рокосовски, апсолутно великиот. И сега, од Рокосовски овде имаме некоја трансгендеризирана форма, ете, од тип, не знам... Снайперистот Иван Зајцев. Синот на Роберт Де Ниро вика транзитира во жена. Сега, ова формава замисли како некој колонел of US Army. Така. Тоа е овде, ајде, еден, туку тие ќе ти направат цела чета, која што сега ќе парадира за и парадата да ја унакazат како форма, значи, трансджендерска чета која што ќе парадира, тоа е прајдот. Прајдот е контрапарада. Прајдот е деонтологизирање на парадата, исмевање на самиот контекст, до бескрај исмевање на тие свети традиции, на тие свети војни, на тие илјадници години на прослава, на радоста, на постоењето, ако ништо друго. Значи, Карл фон Клаузевиц, веќе го спомнавме, како еден од претечите и на Жуков и на Рокосовски, слободно може да се каже и нивни учител, зашто и советската традиција на едно креативно ниво произлегува од пруската до некаде. Значи, Карл фон Клаузевиц, зборувајќи за таа симбиоза меѓу политичкото и военото, тој тука прави не само симбиоза, прави синтеза, значи во таа симфонија, за разлика од овие отворени општества кои што го деонтологизираат военото, не го става под контрола на цивилното, туку тотално го разводнуваат. Сега кај Карл фон Клаузевиц ние имаме една тенденција кон изразување на военото како форма на политичкото, каде военото, преку цел еден систем на комуникации, на символи, ја искажува политичката волја на народот. Тука сега таа парада е исто обид на политичката елита, политичката класа, на конкретните луѓе кои што ја држат власта, кои што ја држат власта во јавната сфера во еден народ, да пратат, најдоставно речено, порака и до надвор и до внатре. Зошто? Затоа што суверенитетот се искажува во тие два правци. Се искажува внатре, во смисла да врховната власт секогаш отскокнува од сите други нејзини делегирања на локално-регионално ниво, например, и во однос на надвор, на другите држави. Во смисла да не може да допушти тој од надвор да се меша. Таму каде што се меша да има сувереност. Така точно. Например, таму каде што му вели да менува устав, да менува, да прави разни воени реформи, се додека војската не може сама себе си. Случај за цела Европа, можам да кажам. Апсолутно, да. И сега војската стане непрепознатлива за самата себе си за 10 години, да. И сега имаме една ситуација. Например, еве јас не можам, гледајќи ја ова парада во Москва, да не направам, например, имаше денес Далеку, извини што те прекинав, далеку поголема независност имаат одреден дел на азиски и латиноамерикански земји во однос на европските денешни држави. Па имаат затоа што во Европа е епицентарот на таа евроатлантска империја, не е во Виетнам. Тоа е Виетнам беа поразени тие. Сега баш го председателот мислам на Буркина Фасо, мислам дека он е понезависен од било која европска држава. Тоа е трагедијата. И, еве, например, како може една армија да е непрепознатлива? Имаше по социјалните мрежи, века, за 50 години, Белград 75-та и денес 75-та има една парада со тенкови, со ракетни системи, значи една од најсериозните тогашни армии на европскиот континент. 2025-та имаме разни врсти на манифестанти, протестанти, демонстранти, ставиле шатори околу собрание, едни бараат едно, други бараат друго. А не дека тоа ќе го добијат. Ама, види кој е проблемот. Дури и кога би имало парада, денешната војска на Србија е жалосен остаток на ЈНА, кој што нема ништо.
Од оние некогашни системи, јас се сеќавам покојниот Лазански, легендата на военото новинарство, коментираше по повод она парада што сепак некако ја скоцка пред 10 години, кога Путин дојде Белград, и вика, само да се молиме, вика, тенковиве да не застанат, вика, на пола пат, па ќе мора Тома Николич да го вика Путин да ги гураат, вика, за да тргнат. И, што значи, уште тогаш се работеше веќе за надминат материјал, значи оружјето мора постојано да се произведува, што го гледаме за жал и со Русија, со војната во Украина. Едноставно историјата е неумолива, бездушна во овој поглед. Ако постојано не си во тек, десетина години можат да значат пораз во овој поглед. И затоа и самата војска треба да се тренира, ако не е тренира нема да има искуство. Апсолутно, апсолутно. Се работи за цела една, како што вели сам Клаузевиц, за цел еден организам, војно-политичка, војно-цивилен, тој би го нарекол државотворен, кој што го има мечот, но кој што го има и перото, и кој што едно и друго, како и во случајот со царот Иракли, мора мудро да биде водено, мора полно со доблести да е во неговото водство, за да ги даде посакуваните резултати на општо добро. Во тој поглед, затоа гледам дека во тој поглед цела Европска унија е инфериорна во однос и на Русија, и на Кина, па и на помали, и на Америка, па и на помали земји од самата Европска унија, речеме Иран, Индија, значи воено се имаат појак потенцијал од самата Европска унија. Вака, Европска унија како Европска унија е многу проблематична. Што е тоа? Значи, јас се сеќавам кога прв пат имав контакти со повеќе со европски десничари, но и левичари, од разни суверени партии, голисти, Шевеман, леви голисти. Тие постојано си ја истакнува својата земја. Франција, Италија, па и Германија. Значи, Франција како Франција си има традиција и на паради, на 14 јули, си има нуклеарни сили, си има нуклеарни подморници. Овде е прашање кога Франција како Франција делува и кога Франција делува како дел од Европска унија, дали е тоа исто? Значи, во првиот случај, дури и овие денес ослабени селијата на Франција, на Велика Британија. Ма дури како делува како Франција, знак прашање колку е ефикасна, затоа што војската нивна не е тренирана, нема големо искуство како руската или американската војска. Тоа прашање, тоа се гледа во војна. Тоа се гледа во војна, тоа би го оставиле. Освен легија на странци што ја рачунам. Сакам да кажам, мене ми е тешко да замислам се европска парада. Во Брисел, например, као, центар на Европска унија. Значи, можам да замислам, прво, и нема триумф се европски. Ако го бараат се европскиот триумф, знаеш каде треба да одат? Треба да одат во Виена 1683, кога Јан Собески и овој од Еуген Савојски, значи ги победуваат турците и до Скопје и Штип ги тераат после назад со Карпош. Сега, кој е проблемот? А до тогаш турците беа у Зеница. Значи, тие го истера христијанството од Европска унија. Не можеш да се повикуваш на крстоносни витези кои со крст, нели, Собески, го бркаат полумесецот, а да бараш мигранти во Европа. Сите триумфи, спомнаме триумфална капија во Франција. Што прославуваат тие? Го прославуваат големиот Бонапарта, кој што беше поразен од козаците, а претходно имаше некои авантури во Египет, против кого? Па против истата полумесечина. И сега ние овде бараме мултикултуралност, например, да видиме каде е таа збунетост на Европа овде. Најинтересна разлика меѓу европските и овие, да ги наречеме, источни традиции, руско-кинески, би биле во ова. Парадата во 2018 100 години победа Прва светска војна. Во Париж се одржува, инаку пандан на она од 45-та победата на Жуков е парадата во 1919-та, парадата на победата во Париз, каде што сите сили на Антантата исто маршираат, тоа било исто величенствена парада. И тука на едно место спомнува маршал Фош, века,
имало предлози поразени, германците да ги викнат како посматрачи, ние не ги викаме поразените на нашите триумфи. Значи, јасно било како бел ден, разлика победени и поразени. Сега, 2018-та, ајде што Германија е на најпочесно место, како се смириле, ете во меѓувреме, туку ако видиме кој се беше во Париз гости, па тука имаше се, само не јасна поделба победени, поразени, имаше од сите можни земји, така наречени земји, вклучувајќи го и така нареченото Косово, протекторатот, кој што човек не може да се изначуди, па Косово 18-та година и на чија страна? Ова е падот. Да, едноставно триумфот е претворен во една банална манифестација на дневно политички пораки, дури не интереси. Кој е реал политичката мотивација да се викаат разни пацифички атоли, карипски, не знам кој не, па цели Обединети нации се ставени таму. Дали ти ја прославуваш победата 18-та? На Фош, на ДПР, на сите тие великани на француското оружје, достојни наследници на Бонапарта и на Луи 14. Или пак берзанскиот шпекулант Макрон си праќа некои пропагандни пораки за мултикулти и за претворање на Париз во центар на Сахел, предпоставувам. И претходникот на Макрон, и тој Оланд, и претходникот на Оланд Саркози. Постепено тоа се оди, тоа е процес, нема ниту во општеството, во политиката, нема ништо случајно и ништо не е резултат на хирот на поединецот. Туку се работи за сложени општествени процеси секогаш кога ќе речат тој е одговорен, луѓето мора јасно да имаат во предвид дека се работи за процес каде што тој конкретниот председател, крал, генерал, водач е само персонификација на процесот, а никако алфа и омега на феноменот. Што можеме да кажеме, да речеме за Сдружените армии на истокот и Сдружените армии на западот? Да, за битката за Берлин. За Берлин. Па да, фактички ова парада ја одбележува, ја комеморира најголемата битка во историјата на човештвото. Ова додуша конкурент би била и Сталинград, ама тука се. Значи се работи за две битки од иста војна, блиски, временски. За жал, морам да додадам битки во кои што може би најблагородното на човештвото ќе го остави своите коски. Секогаш кога разговарам на оваа тема се сеќавам на една босанска песна од Прва светска војна, вика... Тука гледам човек присутен од Монголија, а од најголемата европска држава Германија ниту еден. Па добро, Германија е поразена. Неполни 3 милиони жители. Германија е поразена, ама нема од руските сојузници, за жал. Нема, значи, од Полска, нема од Чешка, нема од Британија, Франција, САД, од сите тие земји кои што беа сојузници. Монголија е малку поголема од Македонија. Да. Инаку не, Монголија беше сојузник, што е право е. Народна република Монголија, маршал Жуков првата победа кај Калкин гол во Монголија против јапонските сили, иако уште еден апсурд на историјата, Јапонија и Советски сојуз нема објавено војна, во тоа време имаме јапонски амбасадор во Москва, руски во Токио, а Жуков се судира со нивните единици во Монголија, во смисла праќаат контингент на Народна република Монголија. Но да се вратиме нова, значи, јас секогаш се сеќавам на една босанска песна од Прва светска војна, вика, што би дике одил војнике, оно шкарта, оста да се карта. Тоа дике, таа дика, таа гордост на народот секојаш прва и гинела. Во Берлин најмногу ќе се види тој карактер на високата модерна, на идејата, човекот како идеја, каде што човекот кој што ден стана човек алгоритам, човек пиксел, значи тука дефинитивно оди кон идеалот. Гине за идеалот, ако треба ден и ноќ да спие на земја, да го под дожд, под сонце, под снег, под се. Може да ги замислиме тие луѓе кои што од степите, од Сталинград, например, од степите покрај Волга, преку цела Украина, Полска, одат се до Берлин, до рамниците на источна и средна Европа,
Од една страна, тука веќе го гледаме тој иден Варшавски договор, тоа чедо на мислата на Данилевски за тие источноевропски, словенски предсенароди кои што треба постепено да се спознаат едни со други и да направат една соработка како контратежа на тој фаустовски запад од Шпенглер, тој запад кој што вечно освојува, кој што вечно сака другиот да го потчини, наспроти една соработка едно меѓусебно уважување. Значи, на советските единици во Берлинската операција им се придружуваат единиците на Полска, кои што заедно веќе ќе ослободат територијата на Полска. На овие единици ќе им биде инаку причина честа први да ја преминат советско-полската граница при операцијата Багратион и да влезат на територијата на окупирана уште Полска. Нив ќе им се придружат единиците на Чехословачка, значи двете словенски земји кои што заедно со Советски сојуз и ќе видат јадрото на Варшавскиот пакт, но она што е малку познато и интересно дека тука ќе бидат и единиците на она што после неколку години ќе биде Национал Фолксармеј, армијата на Источна Германија, тоа што тоа се воглавно заробеници од фон Паулус, од она армија во Сталинград, која Хитлер одби да ја евакуира, наместо да ги евакуира, тој му даде чин на фелдмаршал на Паулус и рече ниту еден фелдмаршал не бил заробен. И фон Паулус свати на тамошното жртвување залудно и комплетната армија падна во советско заробеништо и тој потоа преку радио Москва се обраќаше на германски јазик и ги повикуваше германците да се борат за слободна Германија. И тоа бе први такви единици. Интересно е во канцеларскиот бункер на веќе починатиот Хитлер, прв ќе влезе еден од овие луѓе, командоси, германски командоси, и прв ќе ги идентификува телата на Адолф Хитлер и неговата сопруга Ева Браун. И Маркус Волф, уште една интересен факт, легендарниот шеф на Штази е дел од оваа германска експедиција. Идеолошки, кога овие луѓе, денес живееме во постидеолошко време, време на руини, на идеологијата, денес многу ни е тешко да се вратиме на тоа време, да сватиме како размислува некој Маркус Волф, како замислува некој Жуков, некој Рокосовски, некој Сталин. Значи, овие луѓе не се само болшевици, јасно, комунисти. Има меѓу нив еден голем слој идеолошки напанславизам. Јас се сеќавам на еден филм снимен 41-та во студијата во Казахстан, зашто московските студија биле во Алмата евакуирани, во кој што се раскажува за окупирана Југославија, малку познат за жал во Југославија, Ноќ над Белград. Се вика и ќе има и познат шлагер од тоа време за исто Ноќите над Белград, кој што 45-та ќе стане хит во ослободениот Белград. И тука нема ни трага од комунизам во филмот. Има словенска солидарност и има слободарски израз на поробениот народ да си ја врати слободата. Значи, таков руски филм снимен за братскиот тогаш југословенски народ. И Словенскиот комитет 43-та се формира во Москва, Полска, Чехословачка, сите учествуваат. Значи, се враќаат оние идеи од 19 век. И не случајно великиот Сталин, токму на парадата, пак се враќаме на триумфот, 41-а не се повикува само на болшевичките авторитети. Се повикува на Суворов, се повикува на Кутузов, се повикува на Невски и Донски, се повикува на цела една низа на руски војсководци, кои што ги поврзува сега таа низа. Триумфот. Сите триумфираат. И Александар Невски не е случајно тој филм на Езенштајн токму пред војната, кај што вика во филмот Александар Невски? Кој со меч на руската земја дојде, од меч ќе пострада. Библиска порака во атеистички Советски сојуз. Библиска порака која само ученикот од богословијата Сталин можеше да ја свати. Има еден дуел
на оној ран Сталин, уште при живиот Ленин со Александра Колонта и водачката на левата опозиција и рана феминистка, каде што таа бара една радикална демократија во Советскиот сојуз наспроти авторитетот на Сталин. Таа е некоја врста на, би рекле, протосорозистички феномен во тоа рано болшевичко движење. И едноставно згадена од авторитетните тенденции на Сталин му вика: како сте тргнале, уште малку фали само некои фрески овде да ставите и вас да ве стават во центарот како некој нов цар. А Сталин одговара: па не ви е лоша идејата. Значи, Сталин имал јасни естетски правила, па макар и во таа советска рамка, како да го обнови тој руски дух, таа руска естетика. Денес тоа го сваќа Ричард Саква, еден од најголемите авторитети за овие источни прашања, за овој словенски свест, комунистички, посткомунистички, се едно. Тој парадата ја оценува како една врста на политичка литургија. Значи, пак се враќаме сега на тој византиски момент, кој што овај богослов болшевик Сталин одлично ќе го свати некако инстинктивно. И Ричард Саква вика: таа политичка литургија е толку исполнета со символи, толку исполнета, вика, во тој ритам, во тој марш, во тој ред, вика, во таа музика, во сето тоа, да едноставно не може да не го промени тој народ што тоа го гледа, подобро да го промени, да го стави во еден нов ритам, во еден нов начин колективен на размислување, исто како се сеќаш кога разговаравме за протестот како феномен, го спомнав мојот пријател голем Појакот Глокочовски, кој што го анализираше наранџастата револуција во Украина. Па вика нон-стоп трешти техно, оно што ние не го гледаме, и Киев е еден огромен рейв. Па сега, од една страна имаме политичката литургија, од друга страна го имаме рейвот под ведро небо, од една страна ги добиваме Јулија Тимошенко, Јушченко, Порошенко. Дали ова гледам израелски представници? Да, Порошенко или ти Чоколатенко, како што го вика поради фабриката на чоколади, и за жал сега веќе Зеленски, кој што она што почна како комедија стана трагедија. А од друга страна Саква вика: оној момент кога таа политичка литургија со сите тие символи внатрешни го преобразува народот, и што диркем, таа еуфорија, тогаш имаме едно ново градење, едно ново стварање, каде што со песна се гради, со песна се оди на работни акции, и за кратко време тие разорени земји, па каков бил Сталинград, каков бил Севастопол, камен на камен немало останато. Плачеле градовите. Немало луѓето кои што доаѓале да ги обноват, немало зграда да се најде каде да спијат, не друго. За кратко време се обновени, за кратко време пак станаа дика на Советскиот сојуз. И да не беше она подло издајство во доцните 80-ти, раните 90-ти, и натаму ќе може да бидат дика, и натаму ќе може да се развиваат. Но тоа е едноставно динамиката, диалектиката на историјата, да не секогаш поразот е воен, не секогаш е витешки и директен, туку често пати може да биде подол, често пати може да биде, што би рекол Ленин, и од мангупите во нашите редови. Често пати тој змеј кој што светиот воин Георги така го прободува, сепак може некако подло, некоја опашка да најде па да стане октопод и да не загуши во неговата злоба, па да ни треба време да сватиме повторно дека треба да го обновиме триумфот, дека сме деца и на Сунцу и на Жуков. Сите ние, затоа што секој има некој дедо, прадедо, кој што во некои ровови, во некои битки, во некои бескрајни маршеви февруарски и сремски, какви се не, оставил коски таму за кого? За неговиот внук правнук да биде горд, а не да го слави поразот, пораз не се слави, победа се слави. Точно така. Што ги ни кажеш за другата страна? Се анализираме западната страна, источната страна, западната страна. Да, Берлин е бранет од оклопни единици на СС, панцергренадири. Тоа е прославената дивизија Тутенкомф, која што
например, уште на Курска битка прв пат се соочува во еден страшен колеш, каде што пак најхрабрите, најдоблесните гинат од двете страни, мора тоа да се каже. Значи, Курска не се решава со тенкови, не се решава и со артилерија, не се решава дури ни со пешадија, се решава со е страшен колеш нош на нош, каде што две најелитни единици учествуваат. Од турска страна тоа се подобранските единици кои се спуштаат тука, а од германска страна тоа е оклопно гренадирската, тука се исто само пешадинци, единица Тотенкомф. И тука русите превладуваат. Едноставно се колат ден и ноќ и тие на крај превладуваат. И сега остатоците на оваа единица, заедно со неколку други, исто така, оклопно пешадиски единици, од германско, прибалтичко, француско и скандинавско потекло, го бранат Берлин. Значи, ова е меѓународниот Waffen-SS, кој што исто така има една идеологија, има една идеологија која што не е само еден расно-хиерархиски пристап, туку е една идеја за тврдината Европа, како што Хитлер и стратезите на Вермахтот ја нарекува она територија која што Германија контролира 42-та, конкретно, најголемиот опсек. Саква, зборувајќи за Советскиот сојуз, ја нагласува таа идеја за Советскиот сојуз и Русија денешта како некоја врста на опколена тврдина, тврдина на доблест, како што самите руси би сакале да се гледаат себе си, нели? И во случајот на Германија и во случајот на Русија ја имаме таа опседнато со тврдина, една автаркија, не само економска, политичка, културолошка автаркија, каде што тие себе си се издвојуваат од другите и себе си се сметаат како доволни за себе со сите вредности. Например, на едно место Адолф Хитлер вика, споредувајќи се со Америка, тој постојано Америка подценува и греши, ете, уште еден пример дека не треба непријател да се подцени, ја подценува по сите основи. Вика, кога ќе се сетам, вика, тие немаат, вика, ни 5 оперски куќи, а ние имаме 200, вика. Кај на секој градче има, тие, вика, немаат ни култура, ни ништо. Инаку, тој го цени Советскиот сојуз како противник. Например, во говорот во Рајстагот по повод Молотов-Рибентроп пактот. Тој вика, секогаш кога русите и германците беа пријатели, и дава примери, нели, од Петар Велики, Елисавета, Екатерина, Прусија, нели, секогаш напредува, вика, секогаш кога имаме војна, користеа нашите заеднички противници и кажува кои се противниците: Лондон, Вашингтон, истите. Она што за жал нема да се свати, тоа е дека Русија беше пријател не со Германија, со Прусија. Прусија исчезна, тоа е, може ние слично со Југославија тука да направиме една споредба. Колку е многу важно, ти го знаеш и го имаме дискутирано, паметни луѓе секојаш да се слушаат. Во создавањето на Југославија не го слушаат Јован Цвејич, гениот на антрополошката географија, кој што кажува југословенските народи сепак, колку и да се блиски, католици, муслимани се и се што, мора постепено се зближува. Туку ги слушаат политичарите, преку ноќ да се направи голема држава, која што ќе биде меѓу исток и запад, ќе се плашат едни и други и ја создаваат преку ноќ. А не се направи длабока анализа? Лазо Макостич, имигрантски автор, малку познат, кој што е доста интересен, вика, тие не ни помислија, вика, македонецот од Гевгелија и словенецот од Птујво живот не се виделе, вика, 18-та и нема ништо заедничко. Добро, ќе имаат, ќе се запознат там. Во тој момент, вика, овде имаме толку различни менталитети, вика, од, не знам, од Улцин до Винковци. И сега се тоа се здружува и што се случува? Србија, која што е колку толку сериозна држава, се топи во таа Југославија. Истото е Прусија. Прусија се топи во Германија и Прусија снемува. Значи, колку и тие сите генерали, ети Клаузевици, сите што испомнавме, да имале разни пруски доблести и ете фон Рунштедт, последниот прус го вика, тоа некој што ги прави оние големи бедеми, атлантски бедеми, па и она офанзива во Ардените каде што со многу помала војска ќе ги згазат со земја, ќе ги срамнат англичаните и американците 44-та. Фон Рунштедт тајм го нарекол последниот прус. Ама тој последен прус
веќе стопен во Германија, не можеше пруски решенија да дава. Германските решенија секогаш беа поинакви. Значи, многу е важно како изгледаат границите, тоа е лекцијата на Хаусхофер, и многу е важно таа земја со тие граници кон што стреми. Дали стреми кон една источна алтернатива, а Прусија секогаш стремеше. И Прусија не само што стремеше, туку влијаеше благотворно и на Австрија. И затоа имавме цел 19 век, де не заборавен Троецарски сојуз меѓу Русија, Прусија и Австрија, бедем против британските подлиот Албион, како што Де Гол ќе нарече Британија, против подлите британски намери, и секогаш успеваа и французите и италијаните да ги привлечат на своја страна. Падот на оваа континентална тврдина е, значи, пад на браната која што го спречува подлиот Албион и почеток на апокалипсата. Сега се вратиме на оваа Берлинска битка, значи, двете страни се водени од тие врвни идеали, да го наречеме едниот источен, азиски, евроазиски, седно да го наречеме вториот евроцентричен. Панславистички може источно да го наречеме. Панславистички наспроти германо-арийски нека е. Но во двата случаи, значи мене тоа ми е интересно кога дивизијата Карло Велики, Шарлеман, тие пеат, значи низ Берлин, тој ќе 2 мај, Хитлер веќе мртов. Гори на сите страни велеградот, мртви коњи, кучиња, може да ја замислиме сцената апокалиптична. Се спрема за овој наследникот на Хитлер, Јозеф Гебелс, за неговата лична трагедија со тоа да ја посведочи верноста кон идеалот и на тој начин со неговата сопруга и со целото семејство да се жртвуваат на својот идеал. И тогаш овие млади луѓе пеат и со песна одат во смрт. Знаеш што е интересно? И за советите и за германците. Преживеаните доживуваат длабока старост. Преживеаните доживуваат преку 90 години. Тоа е неверојатно. Значи, има луѓе и во Црвената армија и во овие СС единици, високи чинови, кои што успеале да преживеат, го преживеале тој пекол и потоа во старост дури некои станале пријатели меѓу нив. Што сведочи една работа, мене ми кажуваше еден руски националист за ова, вика, знаеш, дедо ми кажуваше во моменти на, ние знаеме за она божично примирие на Западниот фронт 14-та, кога играле фудбал. Па вика, на Источен фронт постојано тоа било, вика. Кога и да имало примирие, германците и русите, вика, играа фудбал. Тие што се тепаа. Значи, неверојатна сродност на вредностите на овие нации. И како на крај му вика овој адмирал Дениц, кој што ќе ја подпише капитулацијата во пораката на Жуков. Вика, меѓу народите кои претрпеа најголеми жртви. Ама касно е, за жал, жртвите се неповратливи. Ете, пред некој ден читам анализа, вика, во наредните 20 години во најголемите европски метрополи домородните народи ќе се малцинство. Тоа е резултат на тоа губење на тој генетски потенцијал, на тој генетски пол, каде што прашање големо колку веќе тој европски човек е изменет и колку тоа највредно се изгуби во овие две војни, каде што, пак јас велам, лидерите не водеа сметка за човечките животи. Еве, доста да споредиме една средновековна битка. Па колку можат да загинат некои витези во било која битка? Значи, колку би бил бројот? Троцифрен, најмногу четвроцифрен. Само во Сталинград, колку има и во Берлин, милиони гинат. Значи, франкфуртската школа, со која инаку не се слагам, ама морам да ја спомнам во овој контекст, има една добра работа. Адорно вика, ние мора, кога се соочуваме со Аушвиц, да ја преиспитаме модерната и да го преиспитаме просветителството. Зошто? Зошто водени од нивните идеали, вика, и нивните учења, ние дојдовме до тоталните системи, јас би рекол и до тоталните војни на 90-тиот век, каде што не се бираше ракетата, бомбата, штуката, каде ќе нападне, што ќе уништи. И дојдовме до таа цифра од 50 милиони, 50 милиони мртви. 100 милиони непоправливи бројки.
Што е на вистина, според мене, ако има нешто со што 20-тиот век се истакнува, тоа не е војната како тако, секогаш имало војни. Тоа е сатанскиот, демонскиот број на жртвите. Тоа не е можно да е израз на човеколюбие, да има толку многу квалитетни луѓе кои гинат. Сите тие пилоти, тенкисти, дали ние мислиме дека тоа биле луѓе, не знам, ненадарени со некоја ниска интелигенција, да не употребам некој друг збор. Највредните, пак ќе речам, најдоблесните, најпаметните гинеле. И потоа се чудиме зашто веќе нема Тесла, зашто веќе нема Њутон. Загина во рововите од Сталинград, Ленинград до Берлин, во сите тие касапници на големата, јас би ја нарекол, француски историчар вика, големата нова 30 годишна војна, како она 30 годишна во 17-тиот, од 14 до 44-45, која што Европа ја претвори во огромна гробница. А тука може да се истакне дека на страната на СС единиците учествувале и одреден број на тибетанци. Тоа е многу интересно, да, советите ќе ги заробат. Значи, оно што ние го спомнавме, тие врски исток-запад. Например, интересно е меѓу гостите на Путин, председателот на Кина е еден од ретките кој што е актуелен сојузник на Москва од Втора светска војна. Многу од овие други не ни постоеле, Буркина Фасо, таму. Се уште биле колонија. Да, не постои дури никако име во Француска Западна Африка. Ама Кина... Постои Бразил, ама Бразил не бил активен во Втора светска војна. Испратиле некој корпус во Италија, тотално е неважен за советската победа. Да. И тоа само кажува до кои апсурди, значи ода што спомнавме и за Белград, до кои апсурди ние дојдовме во нашето време и како и самата парада постепено се трансформира од една конкретна парада на победата, например, во која што учествуваат, веќе сега не има живи ветерани, во една политичка порака на одредена елита, на одредена политичка номенклатура која што испраќа конкретни пораки до внатрешните и надворешните играчи. И потоа се истакнува суверенитетот, нели? Сега, значи, самиот факт дека постоеле тие афинитети, исток-запад, уште од руско-јапонската војна, каде Јапонија ги таргетирала русите како противници, заедно со сите руски сојузници. Од друга страна, тој туранизам го спомнаме, тие пантуркистички симпатии. Тибет од секогаш бил во сите тие фантазии, унгарски, туркиски, јапонски, една од тие таргетирани земји, како една од кинезите подчинета древна земја, и денес тоа е на крај крајва дискурсот на Соединетите држави, на сите оние кои што преку Тибет сакаат да ја рушат Кина. При Велика Британија било намерата. Апсолутно. Да, Јанг Хасбенд, неговата експедиција во Тибет, има за цел независен Тибет, кој што уште шинке, уште не е револуцијата 1911 преку Тибет да ја руши Кина. Сега... Мисля, дури и германците во Втора светска војна испратиле таму експедиција. Да. Сега, овие тибетанци, тие се дел од Аненербе, и тие сакаат да придонесат во создавањето на некоја посебна духовност, која што одредени аспекти на Аненербе сакале да ја спротистават на официјалното христијанство, пак барајки, како и Европска унија денес, некои поинакви корени. Тука, например, можам само една работа да кажам, ако Химлер одел кон, например, Химлер сметал дека го почитувал бескрено Хајнрих Птичарот, тој е еден германски император на Свето Римско царство од 11 век, дури верувал потајно дека негова реинкарнација, но сега не е можно да се спомне во иста реченица ваков човек со антихристијански наратив. Пак истото со 1683 зборуваме за Европа, Европска армија. Европа без крст не е можно. Значи, проблемот со СС, проблемот со ЕУ е во желбата да се има Европа, од кој што 2000 години христијанство би се отфрлило. Значи, не е можно јас да го отфрлам сиот мој живот и да сакам во некои зрели години да почнам од нула, не знам да се инфантилизирам.
Тој би бил зрел за психијатар. Дали сега овде, во тој момент, АННРБ, интелектуалното крило на СС, не забегува на ист начин како и денешните постмодернисти. Да, апсолутно. И тибетанците имаат таа улога покрај геополитичката. Советите биле помалку зачудени кога ги виделе и не им било јасно на сам почеток што барат, но едноставно триумфот сето тоа го занемарува. Победата на Советскиот сојуз била безкомпромисна, трајна и ништо не можело да ја компрометира. И на крај да завршиме, што ќе кажеш за оружјето и воените техники како елемент на парадата и националните специфики на воените индустрии во склоп на парадата? Па, традиционално парадата во советската парада посебно, одсекогаш била позната по тоа да најновите оружја, било се работело за интерконтинентални ракети, оној познат Хрушчовиев говор во Обединетите нации, вика Советскиот сојуз располага со интерконтинентални ракети, може да ве срамни со земја, и Кинџалот прв пат 2018 е прикажан. Значи секогаш ова оружје прв пат се прикажува на овие паради, сакајќи на тој начин да се даде до знаење онаа синтеза од Клаузевиц за војно-политичката порака на тоа политичко битие на народот. И тука русите имаат веќе една интелектуална традиција на Александар Богданов, например, еден познат марксистички позитивист, кој што тие две традиции ги склопува и прави една теорија за тектологија, за организацијата на технологијата како дел од националниот организам. Тоа го прави во следејќа традицијата на филозофијата на познатиот филозоф на технологијата Ернст Кнап, еден германски хегелијанец, центристички хегелијанец, кој што не бил ни лев ни десен на познатата поделба и кој што наследник на Ритер, на познатиот географ, и кој што развил една теорија за технологијата кој што произлегува од органите и на поединецот и на народот, е некое продолжение, природно продолжение. И сега овие сите национални специфики на индустриите не се ништо друго во тој поглед, туку токму тоа продолжение на сите национални афинитети. Рековне, не е можно еден народ да има кон сите други народи ист однос, исто и во технологијата. Не случајно, токму тие падобранци руски се тепале со тие гренадири, пешадинци германски. Зошто? Па, теоријата на Гудеријан, оклопните единици, панцер, а тоа не се само тенкови. Значи, тоа се и овие БТРи, например, денешни руски, оние оклопни возила. Так. Тие се новата конјаница, новите ритери, новите витези. А од друга страна, русите од сам почеток осеќаат некој афинитет, некој национален, народносен афинитет кон тие ракети, не случајно Фјодоров, Циолковски и падобранците, како тој мост меѓу небото и земјата, меѓу воздухопловните сили и теренот, земскиот терен, се и до денес најпрепознатлив, најелитен дел на нивната армија, или маринците, например. 101 маринска е секојаш најелитна, и тоа конкретно пешадиска единица, и Кореја и Виетнам. Сега, ова е многу интересно, кога би ги разгледале руските вооружени сили и Втора светска војна, таа логистика, например, каде што тие се најуспешни во каќушите. Каќушите конкретно Сталин ги вика инженерите, им прави нацрт на Урал, таму ги склопуваат. Народот на ракетите умее со ракетите. Ама проблемот е, например, во логистиката, во камионите, во радарите. Тука тие мора да се подпрат, ете конкретно америчка логистика, британски радари, британски радија. И тој денес беше проблемот со Украина. Затоа великиот Жан Теријар вика дека Русија мора да ја прави таа синтеза што ја правела и од Петар Велики во седмогодишна војна, например, полесни француски топови наспроти тешките руски, им ја носат победата. И тоа над кого победата? Над истите французи. Како и великиот Жуков што со таа пруска школа ја носи големата победа. Едноставно
Njegos, Petar Petrović Njegos vika na jedno mesto, vika stvaraocu Bog daje mahove. Na Tворецот Бог му дава сила, му дава енергија, секогаш ќе му даде некој правец, таа творечка река да оди некаде. И сега Русија ќе мора пак во сите тие, гледаме дронови ирански, гледаме по прв пат дронови се инаку на парада прикажани, ќе мора да пронаоѓа нови начини како својот народен дух, како гениите како Богданов и Фјодоров и Циолковски да ги вклопи во конкретното време, да најде нови логистички решенија, да најде нови артилериски решенија, нови оклопни решенија, а за тоа ќе мора пак да се отвори кон некои димензии од поранешните сојузници и да ги најде сите тие добри елементи, па ако треба за самите нив да ги победи на начин како е тоа што го правеа и Петар Велики Жуков. Тоа е крајот на оваа емисија посветена на парадата, се гледаме во некој нареден ден.